Оној што знае да ја задоволи својата страст е паметен, а оној што знае да ја совлада е мудар. Мудроста е присутна во решавањето на проблемите, ама тогаш кога ќе дојдат проблемите, тогаш се гледа и нашата мудрост, вели астрологот Зоран Крстевски, кој денес во Виница ја промовираше својата 4-та книга Изгреј сонце на љубовта. Спојна астрологија, мудрост и љубовна поезија. За секој знак поединечно ја образлагаше филозофијата на гледање на нештата. Во случајов оваа книга Изгреј сонце на љубовта е интересна затоа што прв пат на овие простори се анализира астрологијата низ призма на мудроста, на филозофијата и се даваат некои поуки од зодијачките знаци. Како ја доживуваат љубовта, како препорачуваат духовно да се размислува, сето тоа поврзано делумно со љубовна поезија, но пред се со тие филозофски размисли. И секој од зодијачките знаци си дава своја концепција како човекот да ита кон онаа суштина која што ја добил со моментот на раѓање. А всушност, не случајно некој е роден во знакот на лав, некој стрелец, некој овен, и тоа е концепцијата, да се допре до себе си, преку влијанието на сончевиот знак, значи да утврди суштината на својата личност и така да напредува во животот, бидејќи нема напредок без етика, без филозофија, без мудрост, па и без на некој начин љубовно доживување на нештата. Колку на човекот му се помали потребите, толку животот му е посреќен, а во животот не може да има само среќа, мора да има и проблеми и искушенија, но за полесно да ги надминува мора да работи на сопствено духовно воздигнување. Без духовна хармонија, материјалното е безвредно, вели Крстевски, но кај нас многу повеќе се вложува во естетика на телото отколку во естетика на духот. За да се воспостави таа духовна хармонија, потребна е свест, индивидуален развој, човекот да ита кон оној личен развој на нештата. Факт е дека надворешните околности, влијанија, таа меланхолија која што постои на општествено ниво, влие врз човекот, врз тоа духовно доживување на нештата. Материјалното преовладува, култот на парите, на славата, на моќта, ниските страсти, сето тоа како да го преокупира човекот кој што нема време за себе, за тој духовен развој. А всушност духовно губејќи се, тој се губи себе си и многу полесно ќе потпадне под искушенијата. Инаку Крстевски зад себе има веќе 4 книги посветени на филозофијата, астрологијата, мудроста, етиката. Денес виничани имаа можност истите да ги купат по цена од 340